Лица со статус невработени од категоријата социјално ранливи категории. Тоа ли е ново име за високите функционери од ВМРО ДПМН и Битола? Координаторот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Битола, господинот Зоран Илиовски, повеќе драматично отколку дрско реагираше за непотизмот во Битола кој го спроведува нивната партија. Многу зборови, многу текст, малку содржина. Особено драматичен е делот каде подсетува дека и членови на СДСМ биле вработени во јавни или државни институции. Колку од нив вие познавате? Колку од нив по освојувањето на власта добиле прераспределба на работно место по основ партиска припадност, а не квалификациони работни вредности? Именувајте директор од СДСМ кој само поради квалитетот и продуктивноста во своето работење не бил сменет. СДСМ нема намера да остане слепа по основите на последната лотарија, каде јавно на националниот телевизиски канал се избраа новите 1600 административци. Заинтересираноста е јасна. Ако извлекувањето на невработени лица од категоријата на лица со тешки социјални проблеми се одвиваше помпезно во присуство на вице-премиер, министер за администрација и директор на едно јавно предпријатие, зошто се крие списокот на нововработени административци? Господин Илиовски, и вие, и вашите најблиски сте социјални случаеви, затоа вашиот брат беше прво вработен во предпријатието каде сте вие директор. Во Битола тврдите дека Златко Милошевски, поранешен координатор на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од нашиот град, е социјален случај. Треба да поверуваме дека додека вие бевте директор на јавното предпријатие Водовод, Златко Милошевски беше социјално ранлива категорија. Ве прашуваме, каква мака имаше и другиот ваш претходник, Иовко Крстевски, военно и поранешен директор на јавното предпријатие Комуналец Битола. И тој по завршувањето на партискиот мандат остана социјален случај, па го вработивте во РЕК Битола, а ги вработивте и неговиот син и неговата девојка. Хуманоста ви е јака, но имате партиски ограничувања. Зарем социјалната мака на актуелниот во трет мандат градоначалник на Битола, Владимир Талевски, беше пресудниот момент неговата ќерка да се вработи на работното место технички секретар при ветеринариниот факултет во Битола? Каде е тука социјалниот елемент? Или инното посватување со Талевски налага почитување на семејно-партиските вредности пред се? Или Илија Белџигеровски, доскорешниот директор на училиштето Елпида Караманди, е социјален случај па му овозможивте да се вработи сопругата и синот? Како ли се вика оваа кадрова политика на ВМРО ДПМН во Битола? Непотизам е веќе мал збор. Господин Илиовски, а каква мака од социјален аспект имаше актуелната пратеничка Лилијана Кузмановска, па и ги вработивте и синот и нејзиниот брат? Каде е тука тешкиот социјален статус? И за крај, не ни мора да ни реплицирате нова. Прашањава повеќе беа реторички. Но она што е загрижувачко и сакаме да го знаеме е дали со ова сакате да ни кажете дека ќе има нова партиска чистка на работни кадри само затоа што се членови на друга партија. Секако, вие сте веќе мајстори на оваа вештина. И реакцијата на оваа констатација веќе ја знаеме. Ќе најдете некое тешко социјално загрозено лице кое со лотаријата добило работно место. Ќе го ставите пред вашата партиска говорница и ќе го оставите да плаче, благодарејќи ви за се она што сте го направиле за него и за неговото семејство. На испраќање, како што и доликува на вашата домакинска партија, ќе го потсетите за кого треба да гласа тој и неговото потесно семејство, како и комшиите од следните избори па натаму.